Добро вечер, почитувани гледачи. Ве благодарам на сите што сте на програмата на Канал 5 оваа вечер заедно со нас и верувам дека ќе станете до самиот крај да проследите нешто ново кое што ќе имате можност да го гледате ексклузивно и премиерно само на Канал 5 телевизија. Менуваме животи е серијал подкасти кој што ќе имате можност да го гледате во овој термин неколку пати. Ќе разговараме на најразлични теми, животни приказни сакаме да споделиме со вас кои што имаат поврзано со СОС Детското село. 25 години менуваат животи, 25 години се трудат да направат луѓе, буквално ќе кажам, од сите деца кои што растат без родители и родителска грижа. Верувам дека често пати сте имале можност да ја слушнете мојата животна приказна, но сите оние кои што можеби не знаат, јас пораснав во СОС Детското село и еден од животите кој што е променет е токму мојот и многу сум среќна што денеска ќе бидам во улога на домаќин на овој подкаст, ќе зборуваме многу повеќе за тоа како се растело во СОС Детското село, какви се приказни имаат да ни споделат сите кои што на било каков начин се поврзани со него. Оваа вечер ќе започнеме со една личност која што можеби не очекувате многу да биде дел од овој подкаст, но е заштитно лице на Канал 5 телевизија и многу ми е драго што ја прифати поканата бидејќи овој подкаст се емитува точно на Канал 5. Зборуваме за Татјана Стојановска. Добро вечер. Добро вечер, Цеце, добро вечер до сите гледачи на Канал 5 телевизија и навистина ми е драго што сум прва гостинка на овој проект по повод 25 годишниот јубилеј на СОС Детско село. Да. Една институција која што навистина има благородна функција и со која што имав можност да соработувам пред 10 години по повод 15 годишниот јубилеј на СОС Детско село, кога јас и ти всушност и првпат се запознавме. Да. Ти се уште мислам дека беше во СОС Детското село или веќе се осамостојуваше можеби во тој период? Да, баш во тој период почнав да живеам сама и многу бев среќна што сакам само да го споменам што Детско село секогаш ми даваше можност да го истакна мојот талент, тако еве така може да кажат нели гледачите често кога ме гледаат на Канал 5, да зборувам јавно, да се обраќам јавно, да бидам водител и токму таму имав можност да запознавам тебе. Тогаш многу ми беше далечно дека ќе работам во Канал 5 и дека ќе бидеме колешки или дека денеска ќе разговараме заедно. Ете, никогаш ништо не е случајно во животот. Имаме многу убави фотографии, имаме. Ќе ги прикажеме во некоја пригода. Да. Ти беше симпатична, насмеана и она што навистина ми остави впечаток е твоето зборување, кое што беше на литературен јазик, со убава дикција, со убава интонација, така што тогаш се гледаше дека го имаш талентот за говор, правоговор и за однос со камера, значи водителството не дошло случајно. Да. Туку си ги имала перформансите за да биде тоа и бев всушност водител и модератор на јубилеот 15 години СОС Детско село и по тој повод бев и предходните неколку денови пред тој настан поканета во СОС Детското село. Бевме заедно со сопругата на тогашниот председател на Република Македонија Ѓорги Иванов, господјата Маја Иванова, и ми беше многу драго што имав прилика да направиме една обиколка, една посета на СОС Детското село. Да видиш како се живее. Да видиме како се живее, тоа за мене беше многу убаво искуство. Не го знаев точно концептот до тогаш, како функционираат тие згрижувачки семејства, како функционираат тие куќички во кои што се наоѓан или мајка, неколку дечиња. Да. Бевме гости на една таква куќа, не пречекаа дечињата со колачиња, со сопчиња. Може да сте биле баш во куќата, јас кажа што порастов. Можеби не можам да се сетам како се викаше мајката. Знам дека имаше најмалото детенце некаде околу 4 години, беше доста палаво. Сакаше да скока да прави нешто и така се збуни нормално сигурно кога дојдоа гостите. Ама јас го земав во скут, па нешто го анимира, се сеќавам и така натака и навистина пријатна убава атмосфера. И тогаш го сватив концептот на СОС Детско село. Затоа што не е тоа само дом за деца без родители и родителска грижа, туку тоа е концепт каде што навистина се негуваат тие семејни вредности, се создаваат релации, што е многу важно. Децата да имаат припадност на семејство, се зближуваат со мајката, тоа ти го имаш доживеано и знаеш како е. Така. Имаат братчиња, сестрички, буквално така и остануваат потоа тие врски во текот на животот. Тоа ти се
можеби не биолошки нели браќа, сестри, мајка, меѓутоа таа сплотеност и таа поврзаност, тие семени вредности си се гаат понатака и во текот на целиот живот, што е многу важен концепт за да се добие една таква да кажеме, семејна атмосфера. Се споделуваат работните обврски, буквално како што функционира едно семејство. Поинако семејство за кое што ние не знаеме, но за нас е тоа се нормално. Се воспитуваат, се разговара за проблемите, се решаваат проблемите внатре, се чувствува детето прифатено, се усамостојуваат понатака за понатамошниот живот, се создаваат како се вели и образование, меѓутоа и вештини за потоа во животот да се справат тие штитеници, би ги наредба, за да бидат потоа инволвирани во општеството. И навистина многу ми се допадна сето тоа и така тогаш го дознав тој концепт и секогаш велам навистина благородна институција. Да, баш убаво сподели, мислам дека многу подруго кога некој друг ќе го каже ова, јас би била можеби малку повеќе пристрасна, иако секогаш имам само пофални зборови и за ИСОС детско село и за тимот кој што работи таму, особено за мајка Наташа, жената која што ме порасна, која што исто така ја поканивме да биде дел од овој подкаст, но не се чувствува баш најподготвена да застане овде и да зборува за својата животна приказна, но никогаш не е до подкаст ќе ве покануваме мајка Наташа. Да, можеби ќе да го каже своето искуство, тоа ќе ти значи тебе многу. Да, веројатно би било интервјуто на мојот живот тоа, и верувам дека јавноста многу сака да види која е жената која што ме пораснала и за која што постојано зборувам. Но денеска сме тука со тебе. Зборуваме малку повеќе со тебе за родителството, за сите оние вистински вредности кои што ги спомена и ти самата и за кои што не учат и во детско село, нели се разбира секоја личност која што треба некоја дете да воспита, треба да ги знае оние правилни вредности и сите работи на кои што треба децата да се насочат правилно. Имаш и ти навистина неедноставна, инспиративна животна приказна. Имаш син кој што има 28 години. Ќе го поздравиме во овој момент, знам дека многу јавно не сака да се зборува за него, но сепак процесот низ кој што сте поминале не бил нималку едноставен. Во еден период од животот одлучуваш дека ќе се разведеш и верувам дека тоа не го прифатил така лесно и едноставно, но инспиративно во целата приказна ми е тоа што и покрај твоите односи со твојот поранешен сопруг, ти инсистираш детето да има комуникација со него и да се гаат тие или правилни татко-син вредности. Така е. Значи, јас мате го родив на 23 години, значи станав доста млада мајка, меѓутоа се соочи веднаш со сите предизвици што ги носи мајчинството, со сите убавини што ги носи мајчинството. Тогаш и работев, го дозавршував факултетот, детенце дома, нели, семејство, па и обврски околу домаќинство. Значи, многу работи одеднаш, меѓутоа, сега кога ќе се сетам од денешен аспект, си велам, добро сум била зрела сето тоа да го организирам, да го водам, да се справувам. Жена може се, да. И си велам сега кога некој, да речам, на 23 години ќе го видиш така се уште дете, се уште нема таква зрелост и велам колку сега малце ќе се пофалам, ама тие некои колку генерации храбро било тоа, дефинитивно сме биле ние кога навистина како многу созрени сме ги прифаќале обврските и сме ги терале. Баш. Така што ете така беше, значи на 23 после 10 години остануваме јас и мате, односно се иселуваме и живееме, почнуваме да живееме заедно. Предизвик уште еден, меѓутоа сето тоа беше со едно подготвување на состојбата, разговарање еден извесен период на таа тема, така што веќе знаеше и промена на училиште и сето тоа одеше глатко. Нормално дека оставило некоја последица, меѓутоа барем тогаш ние гледавме тоа да биде се јасно, договорено, без некои криења, значи се јасно сме кажувале, сме зборувале, сме се договарале и сето тоа добро помина. Она што јас инсистирав е да има конекцијата многу често со таткото, значи немаше кај нас она ќе се гледа тој и тој ден од толку до толку час или само за викенди, мислам се беше слободно, кој кога може, кој кога сака, дури се радував кога поминуваш повеќе време со таткому.
и тоа е нормално за мене, значи да бидат двајцата родители присутни колку што се може повеќе. Да, без разлика на вашите несогласувања и причината, нели, поради која што ми беше, мислам, и со семејството пошироко и со сите, значи баба, дедо, тетка, сите да бидат присутни во неговиот живот. Тој имаше тогаш 8 години. Така што мислам дека добро сето тоа го водевме на некој начин. Да, никако во последниве години се погласно се зборува нели за психолошка терапија, за посетување психолог, за барање совети од нив на најразлични теми, но порано можеби во твоето време, во твојата младост не било баш така, а ти сепак супер си се справила со истото. Да, не било, да, секогаш било табу. Како табу, да. Како табу, меѓутоа за нешто и сум се консултирала со стручни лица за тоа како да постапам, затоа што ние си мислиме дека така треба, ама не е така во детската психологија, во детското главче, па и во нашите, нели, како возрастни, се нешто си повлекува нешто друго, така да сум се консултирала и во тоа време. Кои биле главно советите кои што ти биле давани тогаш? Па ете така, да имаме доверба. Како да му се пристапи на детето, да имаме доверба, да се кажуваат сите работи јасно, значи искрено да се пристапува, да нема криење. Па дури јас сум добивала и совети од детето, во смисла за нешто сум се советувала, од секогаш сум го третирала како возрасен. Да. Сум се советувала, дали тоа било, нели, како изгледам, нели, банално прашање, дали ми стои нешто добро или така натака, дали ти се допаѓа мојата фризура, ќе одам на јавен настап или нешто, и тој ми давал, да, онака сериозно, немам ова, не ти стои, стави, значи свили, таа блискост да ја создадеме, затоа што и тој да се почувствува дека нешто придонесува, до одлуки од типот па и финансиски, дали нешто да купиме, дали нешто да направиме, да заштедиме, каде да одиме на одмор, секогаш бил инволвиран, без разлика дали и детето е такво. Сега јас го велам детето, тој е веќе нели возрасен. Меѓутоа секогаш бил така зрел да можам и да се посоветувам. И навистина сум го прифаќала неговото мислење. На некој начин ме советувал за нешто. Ке ми кажал не ова вака, не она. Така. Интересира, сега како возрасен, сигурно често пати сте изборувате за разни ситуации во животот кои што заедно сте ги поминале, што убави, што не убави. Што денес ти вели кога ќе се присетите на тој период, како тој навистина го поминал сето тоа? Па да, мислам дека добро го поминал, никогаш не осудил за тоа, барем јавно. Мислам дека, извини, ќе те дополнам само на родителите, најмногу им е страв да не им остава траума на децата, без разлика, нели, во која област од нивното постоење и именување на работи во животот? Секогаш е тоа така. Еви, мојата одлука повторно јас да стапам во брак. Така е. И тоа може да создаде кај некого, особено кај машко дете, за мајка. Тоа е поделикатен тој однос на некој начин. И сето тоа го одевме постепено. И кога соопштивме, мислам, ние живееме веќе доста време заедно. 10 години заедно, па пред 3 години направивме и венчавка официјална. И кога му кажав на мате рече, конечно, фала Богу, и многу се израдува. Мислам, сето тоа ма одеше постепено, сето тоа одеше природно, да се создадат релациите меѓу нив, да го прифати тоа. И на прво место ми беше детето пред се, и неговите чувства, а потоа се друго, што е и нормално. Да, би требало да биде нормално, за жал не е баш така. Често пати сме сведоци, мислам и сама си свесна дека родителите суетите кои што ги имаат меѓу себе и проблемите некако ги ставаат на прво место, забораваат дека треба да се тука присутни за детето и дека се што се случило треба некако да се стави на страна, а да се стават чувствата на детето на прво место, да се внимава, Затоа што навистина последици се оставаат и можеби самиот тој, нели, детето не е свесно во моментот, меѓутоа некој однос потоа ќе биде ваков или онаков токму заради некоја релација. Меѓутоа кога и да не се случил развод, например, нека и мене, било каде, релациите меѓу партнерите, ако се нарушени и се живее во таков однос, со некои фрустрации, па со некои, да кажеме, подкусурувања преку децата, добивање на нешта, децата да бидат предмет на некои уцени и така натака, сето тоа се рефлектира негативно на детето. Без разлика дали е семејство кое што функционира
навидум, дали е дисфункционално или пак се раздвоени родителите, сето тоа остава последици. Како да го смениме овој мајндсет, ќе кажам, во нашето општество? Како да го смениме? Не знам, треба да ги сватиме релациите кои што сме ги имале, сега секакви, да кажам, судбини има. Има и насилство семејно, има и секакви причини заради кои што луѓето се раздвојуваат, ала Бога, јас сум немала такви причини. Причините биле сосема сме се раздвоиле заради тоа што сме ги ладиле односите. Не функционирало со обврски и така натака, и сме решиле дека е подобро да си најдеме секој сам свој пат, па и млади сме, зашто да си доживееме и следни партнерства, што и се случи, и да бидеме посрекни во тие партнерства. Мислам, тоа била причината, не биле некои други причини. Има и такви причини, нели? Сега тука малку е поделикатно. Да. Кај мене не било тоа. Како? Па не знам, да се гледа детето да се зачува и неговите чувства да бидат пред се, како што споменавме. Да биде приоритет. Да не се светиме преку децата. Да, тоа е, мислам, најважно. И јас секогаш имам таа девиза, јас никому не се светам и не враќам, си има некој кој што тоа ќе си го направи. А тоа е универзумот или Бог. Така е. Кармата ќе се прави. Што и да е, како и да ја речеме, таа некоја енергија. Сосема разбирам. Не, ова се сериозно теми на кои што многу би сакала вака преку ноќ да се сменат работите и навистина детето да биде секогаш приоритет, без разлика каде живее, дали е во детско село, дали живее во некој друго згрижувачко семејство, дали живее во семејство кое што е на прагот да се растури, нели дали ќе живее со едниот или со другиот родител, секогаш да се гледаат чувствата, затоа што подоцна тие деца растат во луѓе кои што може да носат сериозен проблем во општеството, поради тие некои травми кои што си ги носат од детството, а родителите само не размислувале општо. И во нивните партнерски односи потоа се рефлектира тоа. Да, се реваншираат некаде, односно таа матрица ја префрлаат некаде на друго место кај своите партнери и своето семејство. Точно така, баш така. И сега во ИСОС детско село често зборуваме дека на детето не му треба совршен родител, туку возрасен кој е присутен и одговорен. Колку ова ти звучи точно од твоето искуство? Да. Може да е присутен 24 часа, ама да не е присутен. Односно да нема внимание, да нема разговор, да нема одговорност. Треба да се разговара со децата, да се има трпение. Некогаш на вистина на некои ситуации ќе те извадат од кожа, што велиме, или од такт. И ќе мора и да подвикнеш и да нели искараш и сето тоа е воспитување, мислам да се знае до каде се границите, ама и да се разговара. Јас им се воодушевувам на родители вака еве што гледам, што имаат трпение да разговараат со децата. За секој проблем се разговара, за секоја детска игра или некоја нешто што ќе се направи како белја или што глупост, и да, глупост, да се разговара како со возрасен, да се третираат како возрасни. Да, тоа и психолозите често го кажуваат. Да не биде тоа значи само карање или казнување, туку и разговарање, зошто сега ти ова го направи, а која е причината, а што мислиш дека ќе постигнеш со тоа, ајде да направиме нешто па да биде добро, зашто да го истуриш. Така да, кога смирено се пристапува со децата немаат агресија и немаат такво однесување, а децата се прават за инает, ако им одиш контра, така да треба и тој баланс да се најде и така да се има трпение и време да се одвои, за да се воспитуваат децата. Мене, еве вака ќе го пофалам Михаил како родител. Тој многу ме научи од како почнавме да живееме заедно, и тој е во истата состојба како јас, со син. Тој толку има трпение да разговара. Тој со сите има трпение да разговара, ама толку има вложено во воспитувањето и во трпението со својот син, кој што исто е возрасен сега. Тоа е пример како треба. Може би јас не сум до толку, ама се трудев, откако видов како тоа функционира, се трудев да бидам потрпелива и да посветам повеќе внимание. Значи, тој ме научи како тоа се прави, како се функционира. Да. Родители, кога ќе станеме родители, јас уште не сум, но вака зборувам не од искуство, него често пати кај нас во емисија во утринската на Канал 5 доаѓаат и психолози, зборуваме за родителство и веќе сите мислам дека совети ги имам научено на памет, само уште да ги применам понатаму. Уште да станеш родител, ќе станеш. Ќе станам, да, секако. Но често навистина зборуваме колку е денес предизвик да бидеш родител.
да го изнесеш детето на прав пат и можеби и јас често пати си велам леле каков родител ќе бидам, дали ќе знам да го насочам правилно со оглед на се што не обкружува во последно време, значи зборуваме за дигитална ера, за се што е премногу достапно, за тоа што луѓето, односно децата имаат погрешни идоли, така буквално би се изразила и сигурно не е едноставно да се следат сите трендови, а да правилно го насочиш своето дете. Да, сега родителството со развојот на технологијата, со современиот живот, со трката за екзистенција, станува се по тешко. Да, верувам. Поедноставно беше порано, ми се чини. И јас кога бев дете, уште поедноставно, потоа јас кога бев родител, поедноставно, а сега веќе е навистина доста сложено. Да. Не знаеш од што да го заштитиш. Се гледа се на интернет, се е премногу достапно, премногу информации, секакви информации, се е брзо достапно и може да се влезе многу лесно во замка во сето тоа, да се погрешни идоли, како што кажа, наметнат. Навистина има разлика. Би приметила дека во сега новите родители, младите родители, ќе речам, не новите, во новите генерации, сакав да кажам родителите, компензирајќи го недостатокот на време со децата, премногу им допуштаат. Значи, тоа е една грешка. Значи, премногу ги разгалуваат своите деца, им допуштаат многу нешта. Нема граници, нема здрави граници, нема авторитет. Па дури и децата стануваат родители. Така. Се менува улогата. Тие ги манипулираат родителите. Да. Мислам, и тоа го имам видено, што е многу погрешно. Да, баш како што кажа, во недостаток на време, бидејќи сега денес животот многу брз, сите работат по 2 работи, скапе животот кај нас, навистина човек треба да работи многу нешта за да се обезбеди и себе и своето семејство. И лошо се компензира. Треба да се внимава сето тоа, да се посветува секојдневно помалку внимание и да не се дозволува децата да ви го водат животот, туку вие да го водите животот и да се знае кој е кој родител, кој е дете. Јас би се вратила малку на згрижувачките. Не знам колку си имала можност да разговараш со нив, но во некој од наредните изданија на овој серијал на подкастик имаме можност одблиску да слушнеме каков е нивниот живот, како тие воопшто се одлучиле да чуваат деца кои што се напуштени, нешто што мене цел живот ми е навистина фасцинантно. Еве ќе земам мајка Наташа за пример, жената која што буквално не си го оставила сопствениот живот, меѓутоа дала приоритет и фокус на деца кои што се оставени. Таа има израснато преку 20 деца и тоа мене ми е, не знам, цел живот пробувам да најдам буквално зошто. Како успева да го направи? Тоа е многу фасцинантно, не знам кој е твоето генерално мислење за сето. Секоја чест, јас ќе речам за таквите луѓе, за таквите жени кои што работат во СОС детското село, еве вклучувајќи и мајка Наташа. Така е. Бидејќи тоа е специфична работа, нема работно време, тоа е живот, начин на животот тоа. Најхуманата, најблагородната работа што некој може да ја направи. Затоа што ти се посветуваш. Друго е, например, одиш на работа неколку часа, и знаеш потоа си дома. Значи таму дали е тоа здравство, дали е тоа згрижување и така натаму. Меѓутоа ова ти се го адаптираш животот сопствен на потребите. Да. Ти живееш 24/7 таму. Некој јас те прашав дали има и некои што имаат и сопствени деца и партнери. Има дефинитивно, секако. Живеат заедно со нив, така? Така, да. Има изгрижувачки семејства, односно родители кои што се изгрижуваат дете во сопствениот дом, не е само во СОС детско село, нели физички кои што се наоѓа во Скопје, во Ченто. И знам дека СОС детско село навистина поддржуваат и многу семејства кои што можеби не се толку во можност да се грижат за сопствените деца, им помагаат и околу работа и било што, само да не ги остават. Нели ако е финансискиот момент единствената причина за оставање на децата. Да, голема е мисијата, голема е мисијата и повеќе насоките има, повеќе работи што ги прави СОС детското село. Секоја чест за тие мајки кои што работат. Навистина немам зборови со кои што би можела да го искажам тоа и да кажам која доблест треба да има еден човек, кој ментален склоп да ја буквално тоа е правилниот израз, претходно не ми текнуваш. За да го посвети животот на такво нешто. Да.
колку хуманост треба да чувствуваш во себе, бидејќи често пати сретнувам навистина луѓе кои што сакаат да се донатори на СОС детско село, сакаат да издвојат од сопствените средства за да помогнат некому и тоа е одлично. Меѓутоа ова што го прават згрижувачите навистина еден следен чекор, next level, како да кажам, навистина не се споредува дефинитивно. Кои што се даваат, да. Бидејќи, како што кажав, тоа не е класична работа, нема работно време, начин на живота, живееш со сите трауми кои што ги имаат тие деца, но вистина треба да си и психолог, и психијатар, и доктор, и се што еден родител, генерално ти тоа не најубаво е се розово. Апсолутно. Значи, тука имаш и конфликтни состојби, па и карактери, па и некои деца кои што можеби се понедисциплинирани, па како да постапиш. Тие нас треба да не учат за родителство. Треба. Затоа што тие имаат таа вештина. Да. Тања, некако ни се привршува крајот на овој наш разговор. Имаме навистина многу теми, родителство, вистински вредности, твојата животна приказна, многу што да се каже, но некако времето ни е ограничено, но мислам дека сосема доволно опфативме се што планиравме да кажеме. Само на самиот крај сакам да те прашам една порака да упатиш до згрижувачите кои што секојдневно се трудат да менуваат животи. Секоја чест за ова што го правите, продолжете да го правите тоа така, затоа што вие не само што чувате деца, туку вие градите личности и оставате едно наследство на општеството и на Македонија, затоа што вие создавате луѓе, создавате карактери, ги образувате, ги воспитувате и правите луѓе кои што потоа ќе придонесат во општеството, ќе создадат своји семејства, своји поколенија, така што не знам, немам зборови, пак ќе речем за таквите луѓе кои што имаат според мене една од најхуманите професии и мисии. Работи кај нас, да. Многу ти благодарам за тоа што ни прифати поканата, што ни го отвори овој подкаст со навистина убав инспиративен разговор и сите она кое што ти приватно прифати да го споделиш со гледачите на Канал 5 телевизија. Ние ќе се гледаме низ ходниците, те очекаме повторно и во Здрава Македонија во нашата емисија и си остануваме во контакт. Ти благодарам, Цеце, уште еднаш да го честитам 25 годишниот јубилеј на СОС детско село. И нека менуваат и создаваат животи и понатаму. Така е, за менувањето животи зборуваме секоја недела во истиот термин, затоа останете на Канал 5, се гледаме за една недела.